civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Што всушност вие како општина спроведувате, да речеме програмски, или кои се вашите одговорности кога станува збор за регулација на отпадот на локално ниво на општина Шутово? Прво ви благодарам за поканата. Значи, оваа тема нели од голема важност за сите општини, така и за нашата општина, за Шуто-Оризари. Значи, врз основа, согласно на планот за управување со отпад, ние, Советот на општина Шуто-Оризари, нели по предлог на градоначалникот, донесува програма за управување со отпад. Таа програма и сите активности околу програмата, изработката и активностите реализација на програмата, значи е доделена на одделението за урбанизам, животна средина и комунални дејности. Програмата, значи, опфаќа нели нормално самата програма управување со отпад го третира отпадот од неговите фази, значи од собирање, транспорт, па потоа нели пред транспорт селекција, колку што може, транспорт и рециклирање. Што се однесува во делот на програмата, значи од голема важност е видот на отпадот и содржината на отпадот. Ние може да истакнеме дека исто како 2021, така и оваа година, значи отпадот е некаде, барем во општина Шуто-Оризари, околу 9500 тони, значи се работи за комунален отпад. Содржината преку нели во соработка со комунална хигиена има направено статистика за каков вид на комунален отпад се работи и во процентуално, да речам, што е највисок дел во процент. Највисок процент тука е на биоразградливиот отпад или органскиот отпад, кој некаде над 64% од комуналниот отпад го зафаќа тој, додека отпадот од нели хартија, картон и пластика веќе се на второ, трето место. Значи, покрај ова, јас исто така сакав да го истакнам дека многу е тука битна, како што и заменик министерката кажа, соработката локална и централна власт, која ние ја имаме и соработуваме, бидејќи како општина не можеме и финансиски тој товар да го издржиме само ние. Значи, нормално со град Скопје, Министерството за животна средина и јавните предпријатија, комунална хигиена, водовод, канализација, во соработка се трудиме, балансираме за да може дел од отпадот да го управуваме во права насока. Што се однесува до самиот отпад на ниво на општина, значи ние имаме комунални работници кои се ангажирани, да речам, за дел од тие депонии кои настануваат на многу локации ни самата општина. Значи, најверојатно тоа е, да речам, и на некој начин недоволна свес при третирање на самиот отпад. Значи, комуналните работници кои работат во 2 смени со наши возила општински го собираат дел од отпадот, додека другиот дел што е од индивидуалните стамбени објекти и од другите деловни објекти, нели во канти, од комунална хигиена и нивните вработени, исто така се собира со камиони и се носи до Дризла, до депонијата. Тоа ми беше и прашање, каде е крајот на отпадот? Крајот, значи отпад, да, како за нас, така и за сите. Дрисла е таму каде што завршува. Со комунална хигиена, со нивните вработени, значи отпадот после се транспортира и се доставува до главната депонија Дризла. Тоа е во тој дел, да речам. Предизвикот, да речеме, дали успевате да го соберете, да го складирате, да го рециклирате сиот тој отпад? Дали таа помош, таа соработка ви е доволна, средствата кои што ги добивате? Вака, значи... Во однос на прашањето ме однос дали успевате да постигнете со целите кои што сте ги зацртали и програмата? Значи, селектирањето и рециклирањето е веќе на повисоко ниво. Значи, моментално ние сме доведени до на ниво кога собирање и транспорт. Селектирањето
еве, да речам, ретко каде и во општините и на ниво на целата држава, каде што да речам во посебни контењери се спроведува и се селектира. Ние со нели нормално свеста кај децата е најбитна, така да то селектирање со разни дискусии, да речам, со еколошки како организации може да, мислам, се доведуваме во ситуација да им го објасниме на децата за да може во иднина да тие да се грижат, да речам, за повеќе за селектирањето и за тој дел. Таа едукација, Да, едукација. на малите протекува од Так, општината и како така е. иницијатор или од граѓанските здруженија? Во соработка, значи, со граѓанските здруженија, фондации, невладини организации, имаме еколошки акции. Тие еколошки акции се обично нели за денот на пролета, исто така 22 април, ден на планетата Земја, 5 јуни, ден на животната средина. Тие денови, да речам, обично ни се одредени за спроведување на такви акции, кога и самите ученици, деца, околу школските дворови го собираат и го селектираат нели отпадот, пластика, хартија и така. Не само на нашата општина, на сите општини, значи од сите сегменти на управување со отпадот, мислам дека фали селекцијата, значи селектирањето и рециклирањето на отпадот. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.